Нов потенцијален договор за ослободување на преостанатите 132 израелски заложници, што Хамас ги држи во Газа речиси 4 месеци, најверојатно ќе го принуди Израел да ја прекине војната без да го протера Хамас надвор од Газа. Премиерот Нетањаху е категоричен дека тоа нема да се случи. Ние нема да ја завршиме оваа војна без да ги постигнеме сите нејзини цели. Ова значи елиминирање на Хамас, враќање на сите наши заложници и обезбедување Газа никогаш повеќе да не представува закана за Израел. Ние нема да ги повлечеме израелските сили од појасот Газа и ние нема да ослободиме илјадници терористи. Ништо од ова нема да се случи. Што ќе се случи? Тотална победа. Како што војната се одолговлекува без да се гледа крај, се повеќе израелци стануваат се погласни во нивната поддршка за семејствата на заложниците и вршат притисок врз Нетањаху да ги прифати условите за договорот за заложници. Сметаме дека треба да има промена или преиспитување на сегашниот план за да се постигне договор што ќе ги извлече заложниците, а тоа е прашање на цена. Ако премиерот имаше можеби син во Газа, можеби тој би размислувал малку поинаку за цената што би бил подготвен да ја плати. Во исто време, десничарските тврдокорни во владата на Нетањаху велат дека ќе ја напуштат коалицијата и ќе ја урнат владата, доколку тој ја прекине војната со Хамас, кој уште е на власт во Газа. Нетањаху исто така е под притисок од американскиот претседател Џо Бајден да се согласи на договор со кој ќе се создаде палестинска држава на западниот брег и појасот Газа под контрола на она што представниците на американската администрација велат дека треба да биде ревитализирана палестинска управа. Израелските аналитичари велат дека навигацијата на овие конфликтни домашни и меѓународни барања се покажува како предизвик дури и за Нетањаху, најдолгиот премиер на Израел. Повеќето очекуваат избори во Израел откако ќе заврши војната, а можеби дури и порано, ако војната продолжи подолг временски период. Јасно е дека има многу притисоци врз премиерот Нетањаху да одреди договорено време за избори, но како што знаеме на Блискиот Исток нема ништо толку трајно како привремен договор или привремено разбирање без разлика дали тоа е поврзано со политички односи, дипломатски односи или стратегија. Најновите анкети покажуваат дека само 15% од израелците сакаат Нетањаху да остане премиер по војната. Многумина вела дека ја изгубиле довербата во неговата влада по катастрофалните разузнавачки и безбедносни неуспеси кои ги овозможија нападите на Хамас на 7 октомври. Веројатноста Нетањаху да има изборна иднина со оглед на изборната бездна каде што се чини дека моментално е многу мала. Израелскиот лидер досега одбива да ја прифати одговорноста за нападите на 7 октомври. Но аналитичарите велат дека многу израелци сметаат оти Нетањаху е одговорен и веруваат дека е време тој да се замине.